Здраво на сите и добре дојдовте во ново видео на македонски јазик. Денеска ќе разговараме за yield farming на Base Chain или некои други chain, ќе видиме и AVAX и неколку други и поточно ќе ја објасниме целата алатка VFAT од A to Z, нели? Од А до Ш, чекор по чекор, што треба да знаете, како да ставите ликвидити, како кои парови да ги најдите и колку потенцијално може да заработите секој ден. Од овие тука APR, што гледате 8000%, 4000%, 1000%, некои се вистина, стварно толку плаќаат, но некои не се вистина. Се ќе ви објаснам. Гледајте го видеото до самиот крај, затоа што јас сум единствениот јутубер на македонски кој што објаснува за yield farming. Друг нема. Голем поздрав до Антонио, сите го знаеме Антонио. Ако не го следите, Криптогемиџија напишете на YouTube, ќе излезе. Голем поздрав до македонската заедница тука кој што е на Крипто Македонија, има огромен Телеграм канал од 2000 луѓе, 1976, чим дојди до 2000 одма се бришат неколку некои скемои. Ве молам, ќе оставам линк долу под самото видео и слободно да се зачлените, затоа што има, еве гледате, са некој праша каде да купам, што да купам и некој му одговори со цел реферат, што е многу добро. Исто следете го тој тука дечко Macedonian BTC го има на Twitter, ќе оставам долу линк под самото видео. Мора да си помагаме сите, затоа што ако не си помагаме ние, нема кој да ни помогне. Ете така. Значи, ако сте нов за yield farming, стрикно ви препорачувам, изгледајте ги сите овие мои видеа, не се многу, 7-8, за 3 часа сите ќе ги изгледате. Криптовалути или крипто како бизнис, дел 1, дел 2, дел 3. Денеска одиме директно за VFAT. Јас ја користам алатката многу често Кристал и знаете како се користи сите тие работи, ја објаснав еден пат. Денеска ќе објасниме и VFAT, затоа што VFAT ми стана мојата втора или ајде да речам прва најомилена алатка. Зошто? Затоа што има добар user friendly, многу е лесна за користење, бела е, јас мразам црно да ви кажам, темно, значи не ичам темна боја, сакам светла да гледам, за се уште нема тука опција, за жал не можам да најдам. И друго нешто, мене Кристал лично се уште ја користам, но многу често ми прави баги она. И APR што го покажува, посебно на Base Chain имаше проблем од 2 недели. Сега има на BNB Chain. Значи APR што го покажува колку би заработувал е многу погрешен. Сега. Ајде сега да видиме, да разговараме за Base Chain. Base Chain е најголемиот chain што експлодира во последнава година. Значи имаме Solana, после Base Chain и сега имаме Sui. Значи, ако појдете на DeFi Lama и на Chains, ќе видите дека Base Chain е под број 6. Base Chain е толку близко да го стигне и BSC. Значи гледайте, TVL, Total Value Locked, имаме 3.8 билиони со Б. Добро, Binance е многу погоре, но нема да се изненадам да дојди до нивото на BNB Chain. Зошто? Затоа што зад Base Chain тоа е чейнот кој што е од Coinbase. Coinbase сите знаеме кој. Тие сакаат да доведат милиони нови корисници, кои што ќе дојдат таму ќе користат Base Chain. Сега, имаме за 24 часа трейдинг волумен 1.7 билиони, кој што го надминува BNB Chain. Ако тука има фи, нели, профит за 24 часа 500.000, горе-долу сигурно истото на Base Chain. Сега, цел тој профит оди кај сите како мене и како вас, кои што даваат ликвидити. Тоа го имам објаснато многу пати. Ако имате прашање, прашајте ме слободно под самото видео. Јас пак ќе кажам, единствениот јутубер кој што прави видеа на yield farming, за yield farming на македонски јазик сум јас. За жал, нема уште. Ни требаат повеќе. Ако некој сака да прави видеа, ве молам правете. Треба да го едуцираме нашиот народ колку што може повеќе, за да му помогнеме да станете финансиски независен колку што може побрзо. Затоа што бул маркетот иди, не иди, вас не ве чека. Снимам. Сега, сликава моја ќе ја симнам долу за да не ме гледате. Зошто? Затоа што сум ептен грд. Сега, се зезам. Затоа што треба да го гледате, целата слика да ја гледате, за да не ви пречам јас. Друго нешто што сакам да кажам е дека јас лично не сум финансиски советник, се што кажам во ова видео е моје лично мислење. Ако имате проблеми со ставање пари, не ме консултирајте, не сум никако за консултација, за прашајна, не сум никаков советник.
треба да се каже тоа. Одиме понатаму. Сега, VFAT, јас го користам за base chain. Значи, јас користам Rabi Wallet, како сите што знаете. Сега, што треба да направите? Треба да имате нормално пари. Јас си префрлам од Binance, директно Ethereum си префрлам, тука на, имам сега вид, нели, врап Ethereum, на base chain. И сега, што се случува? Одиме на vfat.io, vfat.io, ќе го оставам линкот долу под самото, ако ви треба. И сега што се случува? Претходно да се навратам, ако имате некои прашања, слободно ве молам, пак изгледате го овие видеа, слободно поставете сите прашања, поставете ги долу под самото видео и се што барам од вас е само да ми кажете дали сте во Yield Farming, оставете коментар. Тоа толку ми е битно да оставите еден коментар, еден лайк и шернете го видео, затоа што многу помага за мене и за Антонио, стварно многу ни помага кога ги гледате до крај. Да видиме колку време сме, точиме се на време. Одиме по натаму. Сега што се случува? Ова е VFAT. Одите тука на Farm, нели? Треба да го поврзете со вашиот wallet. Одите тука и првин треба chain. Значи за секој chain треба да имате посебно пари во самиот chain. Така, сега. Ако вие сакате да појдете само на base chain, избирате base, а тука тие protocols, тие се дексои. Значи најголемите дексои, нели PancakeSwap, Velodrome, тоа е за Optimism, овие некои други јас не ги користам лично, и Aerodrome. Aerodrome е најголемиот декс за base chain. И има свој токен кој што се вика Aero токен, кој што има свои различни начини како што работи. Нели, различни токеномикс, каде што е доста добар за сега, се држи стварно доста добро на цена. Сега, што се случува? Јас лично го користам тука VFAT најмногу за Optimism и за Base. Поточно најмногу за Base, 80%. Избирате Base и излегувате надвор, кликате на страна. Кога ќе дојдете тука, што ви е са битно? Многу интересно, може да кликне на APR и ќе видите колку пари може да заработите. Многу е битно овие да гледате тука да е CL200 или CL100. Значи тоа се концентрирани liquidity pools. Сега примерно избираме некој токен. Сега гледайте, weekly rewards. Значи немој сега да изберете за $400 ако дава weekly дека очекувате дека ќе добиете 42.000%. Значи тоа е нешто невозможно. Значи гледате кај што има нешто посериозни токени. Примерно, еве го Champ. Champ е едно токенче. Минатиот пат баш го спомнав. И сега вие тука, кога ќе кликнете на него, од десно ви се појавува самиот пул. Што значи тоа? Сега, вие треба да определите цената price in Champ или price in VET во Ethereum. Треба тука да дадите, гледајте се колку интересно. Гледајте го овај APR. Чекај да видам дали се гледа баш добро. Тука не. Чекај да го одзумирам. Евака, добро. Гледајте го тој APR. Тука пишува дека вие ќе добиете 1740% APR, но тука лево и десно имате плюс, но тука значи колку да ви е самиот range, нели? Колку да е самиот обсек. Така. Сега. Пак ќе се вратам. Ако појдете тука на base chain, ќе видите дека горе-долу има провизија од $500,000 само за base chain и сите тие $500,000 одака и сите луѓе кои што даделе liquidity. Тоа е тука, тој број. Значи TVL locked е овде. Ние сме тука. Сега што се случува? Вие ако поставите, ако мислите дека цената на Champ со Ethereum ќе се движи од -8 до +8, вие одма APR се зголемува. Колку помал, колку потесен е самиот range, нели обсек, толку повеќе ќе добивате APR. Значи ако сакате потесен, го стеснувате и ќе добивате многу повеќе, но тоа е многу ризично, зашто ќе излезете надвор од обсек многу брзо. И мене не ми треба тоа. Јас значи сакам да сум во широк обсек, еве го 30, тоа е добар мид обсек, што е тесен. Тесен е помеѓу 10 и 15. До 20, миде меѓу 20 и 30% горе-долу и сето над 30 до 50 е нели wide или широк обсек и сето над 50 е доста широк обсек. И сега јас примерно поставувам тука добар мид обсек и јас би добил околу 240% APR. Но истите тие проценти ако појдете на Aerodrome, нели, на најголемиот декс, ако појдете тука, минатиот пат баш би покажав, вие истите тие APR ќе ги добивате
за истиот пул, каде беше, сега ќе го најдиме, еве го, BTC, тоа е со BTC е тука, 200% APR ќе добивате, тоа е статичен. Значи, овие пулови, како што обија сам минатиот пат, на аеродром, ако појдете на волатив, овие се сите статични. Што значи тоа? Значи, без разлика цена дали оди или нагоре, вие добивате толку процент на годишно ниво. Нели, тука е горе-долу 0,68, 0,7% на ден, средно. Така, сега, внимавајте со овие токени, сите се ризични, затоа и толку многу се плаќа. И нормално тоа може да оди горе или долу, секоја среда се менува. Јас сум и во овој пул, остави сега ќе влегувам баш денеска, сум на OX со VetBef, ама добио 60% се намали. Еве го, нова избев. Еве го се зголемил. Добро, OX со BTC, добро. Беше 68-70%, ама сега се зголемил така да ќе го чувам. Гледайте, на Aero со Miggles имате 160%, ама нема пари така да заборајте го. Океј, се враќаме назад на Yield, на VFAT. Сега, тоа е за и после како поставувате како ставате ликвидити, одите тука, избирате кој токен го имате во вашиот wallet, ставате колку што сакате, 100%, јас имам $100, дали 100%, дали 50% или 60%, извинете, 50%, да, 50%, $50 или $100, правите депозит и одма ставате. И вие ќе добивате точно толку APR колку што е, значи тоа цело време ќе оди горе APR или ќе се движи надолу. Гледате се колку интересно. Да не го заборавите тоа. Тука имате депозит, целата транзакција како што се врши и add liquidity. Тоа е многу битно да го знаете. Значи, ако вие мислите дека, ова сега да го разберете тука, значи ова ви го објаснувам многу просто. Значи, јас мислам дека, нели, Champ ќе направи outperformance на Ethereum. Така, дека ќе биде побрзо ќе се качува на цена од Ethereum. И сега јас сакам да имам Champ повеќе од Ethereum. И сега вие сте поставиле 20% за Champ, 10% со Ethereum, значи вие треба да имате во самиот пул повеќе Champ. Оти како што оди Champ токенот нагоре, така купува Ethereum на пониска цена. Значи, и тој излегува од рейндж нагоре, ако појди примерно над 20-30% во корелација со Ethereum. И сега што се случува тука? И сега гледайте. Јас, значи, треба да имам Champ повеќе. Значи, од $100 јас имам тука, еве гледайте се, $27 само Champ. А тука имам $47 Ethereum. Значи, јас сум направил погрешно. Значи, јас тука треба да го сменам. Значи, ова е многу битно да го разберете. Значи, јас наместо ќе одам вака, значи треба 20, а тука треба да е 10. Значи, тоа многу зависи дали е Champ во Ethereum или Ethereum во Champ. Затоа, за да бидете сигурни пред да го ставите пуло, ви кажа да, јас мислам дека Champ ќе направи outperformance на Ethereum и тогаш треба да имате повеќе од тој токен, во овој случај Champ, и тогаш ќе појдете овде да видите, чека да видам да проверам, 23 Ethereum, 50 Champ, добро, значи тоа е точната корелација што сакам да е, одите депозит, направите confirm 3 пати и сте готови. Сега, ајде да одиме на друг. Гледате сега колку е интересно. Оставете ги тие работи. Одиме на друг токен. Одиме сега на некој поинтересен. Примерно, еве го сега, најдобар токен е SUI. Тука имаме врап токени што се сега на Base Chain, што е многу јако. SUI со Ethereum, многу јак пул. Еден. Друг. Doge, UDoge, не сите Doge, UDoge со Ethereum. Топ пул. Гледайте колку е APR на Doge со Ethereum. На Doge со Ethereum од добар рендж од 30% вие добивате 174, значи тој горе проектиран APR. Оди 200, оди 300, оди 50 се менува, но средно е толку. Значи имате многу јаки пулови, јас само што ги разбрав, не знаев дека има и линк, тоест врап линк, нели? Значи јас овде, гледате, тука е Base Chain, тоа плавото, тука е на Binance Chain, значи не ичиме тука да одиме, зашто? Оти тука имаме $30,000 на недела rewards, значи што се даваат пари за сите овие кои што се имаат дадено liquidity, и APR доста повисоко. Исто така тоа е на аеродром. Значи, VFAT алатката ни помага да ставиме ликвидити на овој пул на аеродром DEX. Така, гледайте V-Link, гледајте со линк со Ethereum. Значи, што сакате повеќе? Тоа е топ. Ајде сега да направиме на живо SUI со линк. Оти SUI експлодира. И сега што се случува? Јас првин, гледајте се, ова е многу битно да го научите тука. Одите долу и сега, добро, кој е тој пул? Оди тука пишува пул. Копи на пул, така,
одите на DEX. Одите тука на DEX screen, кликате, да, right click, нали? Имаме copy-paste, нали? Я го отвораме самиот пул и тука ќе ви го покажи пулот кој што е, го имаме каде што даваме liquidity. Одите тука на Ethereum и ќе споредите како се движи цената. Еве јас сум направил range и излегов вчера од range. Еве го сум правил, гледайте како го направив range, ама заради тоа што SUI експлодира, сега сум надвор од range. И сега според вас, како вие што мислите дека како би се движел овој пул? Дали би се движел нагоре или би се движел нагоре? Значи тоа зависи лично од вас. Сега ајде да направиме нови линии да ставим. Јас еве го овде е високо. Сега ова е нов all time high за SUI, дали ќе оди уште нагоре дали не. Ајде да ставиме еве една линија тука дека се надаваме ќе оди уште нагоре. Ама долната граница јас сакам да ја поставам еве тука. Тука точно. Дека се надевам дека тоа веќе ќе биде еден добар резистент. Така, не сум јас перфектен тука, но сепак горе-долу од проста математика еве гледам. И јас мислам дека во тој канал тука, во тој рейндж, и јас мислам дека би се движел во наредниве денови. Ако мислите дека SUI ќе оди нагоре, ставете погоре. И сега што пише од тука? Минус, извинете, надолу е 0,012, а нагоре е 0,014. Значи тоа е многу тесен. Тоа е многу тесен рейндж. Но, ајде да кланеме горнава граница малку понагоре, тоа е стварно тесно, што мислам дека не е нормално. Ајде да ставиме до 0,015 да се движи. И одите тука и ви ставате истото. Значи ставате Ethereum во SUI, 0 рековме 0,14, значи чекајте, минус 4, дај да видиме пак, колку рековме, 0,013 се извинувам, значи одиме надолу, 0,013, значи јас сум минус 10% и нагоре 0,5, 0,6, рековме до 0,0146. 0,0146 би било, тоа е многу малку 2%, ајде да понавод 0,0156. Чекај пак да видам зашто толку ми излезе. 0,014, да, доста тесно, значи многу сум блиско. Да ја поставиме, значи некаде границата тука на 0,0156, значи додиме 10, еве 8%, 10% горе, 10% долу. Тоа не е многу широк, но ајде да, еве, да наречеме дека ќе има pullback и ќе падне надолу, но може да оди нагоре. Еве ти еден добар пул. Минус 14, плюс 14, 28 широк пул. Тоа е доста добро. И што се случува? Сега што избирам во каков ќе ставам тука, нели, во каков коин ќе внесувам, избираме дека ја сакам да внесам $50. Така, почекувате малку, чекај ми се заклучи ова. Само момент. Добри сме, напред сме. Евеко. $45 внесуваме, одите депозит. И јас сум тука, значи 50-50 сега, затоа нема потреба да проверувам дали ќе имам SUI поиќе или Ethereum, како што ви објасна предска, затоа што како што гледате горе-долу исто пари. Сега, одиме на депозит, чекај, view details, се извинувам, депозит. Гледате са колку пати треба да се потврди. Еднаш потврдувате, после 2 пати, значи deploy tickle on base, approve и deposit. 3 пати треба да се направи на вашиот wallet. Сега, чекате малку. Чекај се, некаде излезе, јас имам тука од Wallet Guard. Чекам да ми земи пари. Еве го approve. И сега веќе депозит натреба самиот пул, еве колку пари, газ 0,71, што не е баш малку, но зошто зема толку пари? Затоа што извинете, 0,23, таман 0,23 е добро. Да, 0,70 е многу. За беш 0,23 е нормално, уште е поевтино, многу е поевтино, 0,23 центи. Тоа ти е 5-10 денари, 10 денари. Многу е поевтино зошто, ама бифат си зема дел и исто така за смена на токените. Еве, сега што случи, одите тука на депозит и ќе видите, јас еве го. Готово, толку. Earn, еве го, почнав да заработувам 0,0001. Сум заработил одма во моментот. Daily би земал по $0,20 на ден. Значи, еве го самиот range, 0,28, нели,
проценти горе и долу вкупно, имам инвестирано $45, APR би земал горе-долу, ево сега се смени, 116, беше 160. Како што има трейдинг волумен, такова се менува. Така, значи, сето што е за мене над 100% APR е топ. И сега, ако сакате направите ребаланс, одите тука, си ги поставувате некои други и си правите ребаланс, внимавајте, не треба да платите малку повеќе фи. Сакате windrow, сакате да ги извадите сите пари, exit to Ethereum или кликате на тоа. Ако сакате compound, нели да направите, кликате тука, compound и сите фи ќе ви ги внеси внатре. Сакате harvest, сакате да се извадите само вашата заработка кој што сте ја заработиле, си спорите harvest и си вадите во секој токен кој што сакате, во Aero или Ethereum или USDC. Добро, auto harvest има и сите тие работи, ама да не комплицирам, доволно е ова да го знаете. Сега одиме на друга фарма. Ајде сега да побараме нешто малку поинтересно. Еве сега примерно сите го сакаат Virtual. Така, Virtual со вет експлодира. Weekly rewards, $1 милион дава weekly на сите овие кои што даваат тука ликвидити. Значи премногу пари. Овој пул принта пари ненормално. Јас го замразив затоа што го изгубив 100 пати Virtual. Virtual кога сега ќе го погледнеме самиот пул, гледайте се тука еве го Virtual, еве го пулот, одиме тука што кажав. Да, пред да одиме понатаму, не заборавите првиот нот. Ајде после ќе кажам. Еве го самиот пул. Тука и сега ќе кажам. Првиот нот кој што излегува нот за многу брзо, за 20 дена, на 20 до 22 дена. Излегува првиот agent нот на SUI. Може да си купите нот, само ја купувате и ја чувате. Како да дојдете до тоа, че има код CryptoField, кој ќе дојде време, но че имам линк, овој линк ќе биде тука. Имате неколку чекори да ги направите, за да влезете во приватна група. Кога ќе влезете во приватната група, вие ќе бидете први кои што може да купите тој нот. Не знам какви други бенефици ќе имате. Може ќе има малку попус, може би ќе има некои други бенефици. Влезете, ќе биде линкот Swarms, вика. Ќе биде линкот, многу интересен нот. Тој кој што е зад самиот нот, CEO, е доста познат. Ќе направам за ова неколку видеа пред 20. Цената е малку поскапа, $990. Се надевам да е намала, може ќе има попус, може не знам. Само го купувате и го чувате на SUI Chain. Првиот AI Agent Node на SUI Chain и знаете секој кој што е прв, може да добија секој е во предност. Океј, се враќаме назад. Сега, значи, го копиравме самиот пул, одиме на next screen, одите тука paste, еве го Virtual и се враќам. Еве го 4.25, тама нек ни беше $5. Јас сакам да е точно, гледајте колку е горе, значи колку е Virtual појде нагоре. Сега вие што мислите? Ќе оди нагоре или надолу? Јас мислам 10% горе и дека ќе оди надолу. Така, пример. И што правите истото? Значи вие ако мислите така, значи правите така. Надолу, еве го. Јас мислам дека нема да повеќе од 10% нагоре и надолу мислам дека може ќе падне до 18%. Тоа е со кога ќе правите, нели, заедно со Ethereum. Ако Ethereum паѓа и Virtual паѓа, значи заедно се движа, значи заедно ќе се движат тие, заедно ќе паѓаат на извинете, тука треба да помислам, се извинувам. Тука е голема грешка. Сега, еве гледате. Еве најголем да поеме ќе биде 00149 и тука има добар резистент. Еве тука гледаме 0010. Така? Еве гледате. 0110 или уште понадолу 0090. Ете така, значи колку кажавме, до максимум 1.4 и 0090. Така, ајде да видиме. Значи 0090 и 1.14. Гледайте, 42 широк рейндж, вие би добивале околу 270% APR. Тоа е огромен широк рейндж каде што вие може да си играте за цената, овде бековме 0014, за цената да оди горе и да оди колку кажавме 0090, значи да паѓа до тука, значи во овај цел обсек, во овај канал треба да се движи цената и вие ќе добивате еден куп пари. А само да го намалите вашиот рейндж, вие да го намалите на 10, примерно $12, $14 горе, вие ќе добивате дупло APR. И тоа е точно вистина. Значи тоа е точно вистина. Тоа е тоа. Значи тоа е многу будала работа. Сега, што сакам друго да ви покажам. Денеска ставав, има проблеми, не проблеми,
Нешто што треба да се научи. Ево го за Doge денес како става. Doge со Ethereum, така, Doge со Ethereum стварно е добар. Според мене Doge не би одел многу горе. И мислам дека би се движел многу со Ethereum. Ајде да видиме. Одите pull контакт, копи, така. И сега одите тука, copy paste. Одиме тука, кликаме и сега кликате на вет да не за да направам грешка. И сега да видиме, еве го. Еве веќе сум го измерил. Гледате колку добар рейндж сум му дал. Јас денеска во ова влегов. Гледајте, еве веќе сум го направил. Точно. Значи плюс 14 горе, минус 13, значи плюс 14, минус 14 горе долу. Исто сме, значи до 0.012, значи до ова горна граница и до ова долна граница. Гледайте колку добар резистент има тука. Тука експлодирало, ама ова беше 8 ноември. Нас ни треба во последниот месец горе долу. Значи од еве го, значи тука сме во овај рейндж ако влезете вие од ноември до сега че принтавте пари. И колку ние би принтале пари. Тоа е јакото. Значи еде да го направиме одма директно. Значи колку сме горе 0.001.2 до 0.9. Одиме одма. Значи 0.09, еве го, до 0.012. Така да провериме. Да, точно. Ете, исто сме минус 14, плюс 14, 185% APR. И колку е јако. Сега овде треба да гледате интересни работи. И ми дава опција, ми дава опција, добро. Претходно не ми даваше опција да направам пул, и ако не ви дава опција да направите пул, треба да си купите поединечно UDOG со VETH. И треба да видите тука примерно, еве пример. Сега ставате дека имав опција само тоа да го направам и примерно ставате 0.1%. 0.1 Ethereum и вие ќе видите горе-долу колку би ставиле. Значи тука би ставил 50% со 50%. Значи треба да видите колку проценти Doge, колку проценти Ethereum и што правите? Одите тука долу, кликнете тука еднаш, кога ќе кликнете копи адрес, кога ќе копирате адресата, после одите на Aerodrome, ја копирате адресата, одите на Swap и си го купувате тој токен. Гледај се, појдете тука на десен клик, paste, еве го излегува. Не знам зашто излегува две адреси секош. Го купувате тука колку што ви треба. Одите назад на Yield Farming и кога имате VEH, нели, wrap Ethereum со wrap Doge, ова U е wrap, нели, завиткан. Затоа што е едно со едно кон Doge цената и вие си ставате ликвидити. Разбираш? Јас немав преска, опција немав да го поставам тоа. Имав, извинете, вака да изберам. Имав опција само тоа да го поставам. Значи имате UDOG со Ethereum, UDOG со wrap Ethereum или со Ethereum. Така. Добро, тоа е тоа. Добро, пред да го завршиме видео, сакам да ви покажам нешто друго интересно. Тука може да изберете и значи кој што сакате пул може да си играте. Нели јас го играв на Base. Еден од најпознатите пулови е USD. Гледайте се, на Weekly Rewards ако појте, најмногу 2.3 милиони се разделуваат на овој пул тука. На Ethereum со USDC или Ethereum со BTC, ама нема тука APR е многу мал. Гледайте што сака преска да ја покажам. Кога ќе кликнете тука, вие се залажувате дека е 200%. Да, ама рейндж е минус 1 плюс 2. Гледайте само малку да го сменам рейндж. Виде колку пајча. А јас тука би го играл на добар рейндж од 10-15%. Барем 10-15% и одма 70% APR, што е многу добро за Ethereum со BTC, значи тоа е многу добро, затоа што двата се blue chip токени. Или одите на wrap со USDC, јас не ичам USDC затоа што цената ќе оди нагоре, но сепак секој различно. И гледате се, тука пише од 430% APR, не е точно. Затоа што вие треба да кажете колку е са цена, е 3600 денеска. Са вие ако кажете дека ќе оди помеѓу 3400 до дека ќе се движи до примерно е добар до 3900, вау, многу е добар. Беше браска помалку. Е 150% APR. Еве ти. Топ blue chip pool, еве ти го. Сакате друг blue chip pool? Одиме на Optimism. Јас денеска влегов исто на Optimism. Може да влеете на Ethereum со Optimism. Ethereum со Optimism. Тоа е многу добар пул. Еве ти, гледайте.
Сето е над околу 100-120% се движи. Минус 6 плюс 10 топ, двата се blue chip, 100 и нещо проценти APR. Разбирате? Се надевам дека стварно разбирате што сакам да ви кажам, сакам на сите да ви помогнам. Друг да видиме, имаше еден со кој беше AI 16Z. Како беше? 16, овај како се да, точно тој беше. Чекај да го најдеме, AI 16Z, каде замина? Еве го најдов, тој беше AI XBT. Така, и гледај се, ова е нели добар AI токен во моментов, AI agent токен. Гледайте колку е добар APR, на колку јак, на колку широк обсек, на колку широк рейндж, нели минус 16 плюс 20, еве може да го направите дека чој нагоре 30%, јас така нешто направив денеска тука, плюс околу 40 го направив, минус 16 и ќе би земам 500% APR на 56%. И са што правам, на blue chip токени ставам, чекај да го вратам лицево, се изназборував и не са што правам, на blue chip токени ставам, вака, добре, не, ќе го исклучам, на blue chip токени ставам повеќе пари и на овие што се ризични ставам помалку пари. Зошто? Ако на blue chip ставам $1000, тој ќе им принта околу 100-120-150% APR, ако сум многу во среќа ќе биде над 150 до 200. Но овие што се поризични ве ставам 5 пати помалку, ама принта 5 пати повеќе. Разбирате, значи за 5 пати помалку пари ми ги дава истите пари како за blue chip. Зошто не ставаш тука повеќе, Филип? Затоа што се повеќе ризични. Така, сега, ајде да го видиме пулов. Се извинувам што видео е доста долго, но се надевам дека ви се допаѓа. И сега да појдеме овде, да го видиме пулов за мој рейндж. Мислам дека преска го играв овај рейндж. Да видиме, еве го. Зошто влегов во овај? Затоа што беше на долна граница. Гледајте, еве го. Ево сум го направил, значи сето е од денеска, јас не го мислам. Еве го како што бев. Плюс 35, минус 23 сум направил, но мислам дека влегов до плюс 40. Зошто? Еве е цената сега, значи јас преска тука беше цена, кога влегов, тука беше цената. И сега гледайте, една граница ставив тука дека чоди, надолу, а една граница нагоре. Ова е 500 милиони марки кап. Имам 14 милиони трейдинг волумен. Ете така. Тоа е то, се надевам дека научивте нешто. Ако не научивте, прашајте слободно што имате прашања. Ве молам, гледајте го ова видео. Ако сте многу заинтересирани за нодо, е доста сериозен нод и се надевам имам доста добри очекувања од тој нод. Чекај да видам. Направив едно видео денеска многу јако за 14 AI крипто, изгледајте го, за лифиум, направив AMA со лифиум, ќе го пуштам другата недела. За супер пак изгледајте го, бе неколку видеа се доста интересни, и еве за yield farming на Суи, се надевам некој кој што ме послуша или кој што го гледаше Суи експлодира од тогаш. Уште еднаш благодарам на сите кои што сте тука се уште. Ве молам, оставете коментар, ми помага многу. Кажете ми што мислите за yield farming, дали правите yield farming или просто не се занимавате. Благодарам на сите, посакувам добар ден, добра вечер, каде и да сте. Се гледаме во наредното видео.